Спрегата помеѓу СДСМ и Сорос го погреба невладиниот сектор во Република Македонија. Заев и соросоидите, како што беше и ветено, започнаа со јадење на живи луѓе. Први намени им се сите оние излажани, изманипулирани граѓани кои веруваат дека соросовите одработувачи за Заев се вистински и искрени представници на граѓанскиот сектор и граѓанските интереси. Така наречените невладини организации на Сорос, кои се под директна контрола на СДС, дефинитивно уште еднаш си го покажаа своето вистинско лице. Тие никогаш не беа никаков невладин сектор, туку само слуги на политичките интереси на спрегата помеѓу СДС и Сорос. СДС и Сорос функционираат одлично и тоа не само кога треба да се уништуваат споменици, напаѓаат објекти, палат и ограбуваат канцеларии на претседателот на Републиката, туку функционираат одлично и кога треба да се валоризира потрошениот труд за насилното уривање на власта. Поранешните невладини, а сега владини советници и чиновници, докажаа дека нивната цел никогаш не била да се биде граѓански коректив на власта, туку само да се доберат до фотели и до позиции. Нивните принципи никогаш не биле одбрана на државата и нејзините интереси, туку личниот бенефит и личниот профит. Токму затоа, во владата на Заев веќе се вработени десетици така наречени граѓански активисти кои цело време изминативе години одработуваа за интересите на СДС, лажејќи ги граѓаните на Република Македонија дека застапуваат некаков граѓански интерес. Сорос влезе длабоко во владата на Заев и СДС и докажаа дека битката никогаш не била за слобода, демократија и правда, туку за доаѓање на власт со лаги, интриги и манипулации. Прочитани си добро запаметени од сите граѓани, овие профитери и одработувачи, како што се например Зоран Бојаровски, Бојан Маричиќ, Дане Талевски, Маријан Забрчанец, Петрица Рачини, Никола Нумовски, Петар Арсовски, Ѓунер Исмаил, Бранимир Јовановиќ, Грчев и многу други сејачи на магла кои ги гледам изминатиот период. Граѓаните нема да дозволат веќе никогаш да бидат манипулирани од вакви профитери и нема да дозволат никој да се представува веќе во нивно име, а позадински да одработува за политичките интереси на аболициран криминалец кој по секоја цена сака да ја запоседне власт. Ви благодарам.